Кој не садел тутун и не ја почувствувал горчината на туткалот, замешан во залакот сув леп, на брзина каснат помеѓу бербата на две ракатки тутун, не знае што е мака. Времињата се сменија, но големата тутунарска мака си остана, оти не е соодветно вреднувана. Вака ја започнува својата приказна 60 годишниот прилепчанец Песо Јандрески, кој целиот свој живот е тутунопроизводител. Крајно е разочаран од актуелното обезвреднување на трудот на македонскиот земјоделец, па со видна носталгија се присетува на старите добри времиња, кога од тутунопроизводството добро се живеело. Порано од тутун се правило и кујчи, и свадби, и намештај се купувало се. И како дете, татко ми, например, беше рабаджија и од тутун живееме. 8 деца. И обстануваме, имало и аванси, давале се. Сега ништо. Јандрески е корисник на инвалидска пензија од само 10.000 денари. Вели, мора да го работи тутунот, за да му помогне на синот, од кого има и 2 мали внучиња. Најмногу ми е жал што од оваа мака никој од семејството не може да биде поштеден, дури ни најмалите. Се му е подредено нему, објаснува нашиот домаќин. Се запоставуваш и деца и куќа за тутуна. И кој на крај, кој земиш како една плата што зема директорите тие, министрите. Цела година за кој ќе подели за 500-600 евра иди на човека. Работиш најмалце 3 месеци се бери, уште 3 да го придеш 6 месеци. За 6 месеци да земиш ти 3.000-5.000 евра не е ништо. Кој ќе поделиш на сите членови. Ова семејство, кое некогаш садело и по 14 декари тутун, сега површините ги намалило на само 3 декари, заради катастрофалните откупни цени, заради ненавременото исплаќање на субвенциите и на другите видови помош, заради тоа што животот на Вересија им станал секојдневие, иако тутунот го обработуваат на традиционален начин за да заштедат. 200 денари двојката не е исплатлива. Треба најмалце да е таа 250 разликиве меѓу класиве, треба да видат поблиску, по 30 денари разлика, не по евро од класа, по 60 денари. Ова е катастрофално, ова не е издржливо. Нарочито овие луѓе што работа саргати, зема кредити, сето и кој ќе видиш на крај, не нула и тие, една ден ќе откаже. Овој вреден тутунопроизводител го оставивме во дворот од семената куќа во Прилепски Варош. Не испрати со надеж дека со парите од годинашнава реколта може би и ќе успее барем малку да си го подзакрпи домот.